Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Годинешното техо ќе се одржува 2 дена во културно-духовниот центар во Лешок. Кандидатите за градоначалници со активности пред вториот круг избори. Екипата на Универзитет Тетово загуби со 3:0 од Струмица на последниот надпревар од второто коло на првата машка одбојкарска лига на Македонија. ...29 и 30 октомври се резервирани за хорската музика. Годинешното издание на Техо ќе се одржи во културно-духовниот центар во Лешок. Првиот фестивалски ден со почеток во 19 часот, а вториот со почеток во 13 часот. Маестро Ивица Зориќ ги соопшти деталите и програмата за годинешното Техо. Оваа година по 30 пат ќе се одржи меѓународниот хорски фестивал Техо, фестивал кој што е востанови 1973 година или поточно пред 48 години. На наше големо задоволство, а ние како град Тетово се гордееме со тоа, што фестивалот на хорска музика е точно во нашиот град и би сакал да напоменам дека следната година исто така имаме можност да одбележиме еден јубилеј во нашиот град исто така, а тоа е 100 години од хорот Бинички. Значи, Тетово е град со богата хорска традиција и не случајно е одбран Тетово да биде град на хорската музика и на овој најстар хорски фестивал во Република Македонија. Оваа година ќе се одржи фестивалот во Духовно-културниот центар во Лешок. Фестивалот ќе трае 2 дена, поточно 29 и 30 октомври. На 29 во 19 часот ќе биде свеченото отварање, на кој што ќе настапат 5 хора, од кои што се 4 хора од Република Македонија и 1 хор од Албанија. Ни причинува посебно задоволство што имаме и оваа година можност да во своите активности на фестивалот имаме и промоција на еден зборник од Љубомир Трифуновски, диригент и композитор од Битола, кој што е еден од првите учесници на овој фестивал пред 48 години, така да сакаме да дадеме по еден свечен тон на овие ги почитуваме традициите. Би сакал да кажам дека и во саботата на 30 во Лешок со почеток во 13 часот ќе биде во вториот фестивалски ден, на кој ќе настапат уште 3 хора. Исто така, ради пандемијата сме во неможност да оваа година не настапат хоровите од соседните балкански земји, кои што се традиционални учесници на овој фестивал, од познатите причини со епидемијата, со мерките кои што се. И напомнувам дека сите се оние кои што сакаат и милуваат да дојдат на фестивалот во Лешок, треба да ги почитуваат мерките, бидејќи тоа ни е обврска, да мислиме за доброто на сите нас, како граѓани, да ја поминеме оваа неволја и да во иднина Техо си го земе оној редовен тек кој што го има како фестивал во Центарот за култура и така да сите може да дојдат и го почувствуваат тој мирис на хорската музика. Музика која ќе го применува луѓето и дава можност да луѓето меѓу себе уживаат во оние моменти. Би напомнал дека традиционално Министерството за култура стои за оваа манифестација, што не радува сите нас, и така да и во време, не време, изнаоѓаат сили и можности да го финансираат, а се разбира тука и Македонската православна црква, Полошко Тетовско-Гостиварската епархија и митрополитот Јосиф, кои што така стојат за оваа манифестација, нашите помагачи во градот кои што несебично се вложуваат во овој фестивал и општина Тетово. Така да сите ние настојуваме и дадеме свој скромен придонес за да резултатот биде на нивото кое што го заслужува фестивалот и сите овие години, сите изминати фестивали беа позитивно оценети од сите оние кои што беа присутни на фестивалот. Се разбира, поканата важи за сите, влезот е слободен, да ги почитуваме мерките и да уживаме во хорската музика. Министерот за економија Крешник Бектеши на денешната пресконференција истакна дека во моментов нема потреба од прогласување на кризна состојба во енергетиката и дека до крајот на годината нема да има покачување на цената на струјата. Во однос на цената имаме регулаторна комисија за енергетика
која ја утврдува цената на електрична енергија, но согласно законот за енергетика и последните измени што се направени, наредната година треба 65% од потребите на домаќинствата да ги снабдува СМ преку ЕВН Home, но ние и ова година и наредната година планираме за тоа да не биде 65%, да биде 100%, што значи дека на некој начин ќе има субвенцирана цена и за малите потрошувачи и за домаќинствата. До крајот на годината веќе е утврдена цената со која ќе се снабдуваат домаќинствата и малите потрошувачи. Нема да има зголемување на цената во моментот кога ќе ги имаме сите податоци и од страна на регулаторната комисија во делот на признане трошоците што се признаваат, секој ќе излеземе и ќе информираме јавноста, но јас сум убеден дека имаме време, ќе најдеме начин да нема зголемување на цената и за домаќинствата и за малите. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Аријанит Хоџа на денешното предавање на тема пчеларство, на кое присуствуваше и словенечкиот амбасадор во земјава Милан Предан, истакна дека пчеларството е еден од секторите во државата кој што константно бележи тренд на зголемување и дека секоја година се обезбедуваат субвенции за одржливост на оваа земјоделска гранка. Нормално дека пчеларството е многу важен подсектор во нашата држава. Искуството што го добиваме од страна на Словенија е многу битно, не само во делот на пчеларството, туку и преку меморандумите за соработка што сме ги подпишале, имаме во највисоко ниво соработка со Словенија. Нормално овој настан денес ќе биде представување на истражувања, искуства и практики како треба да го усовршиме овој дел на подсекторот и нормално јас уште еднаш му се заблагодарувам на Словенската амбасада и експертот за да може што повеќе да придонесеме заеднички за ова гранка да се развие. Ние како држава секоја година доделуваме субвенции за одржливост на ова гранка. Нормално ги следиме трендовите и ќе продолжиме на ист начин да продолжиме и во иднина во овој дел. Од движењето Беса одржаа пресконференција на улицата Гоце Делчев во Тетово, односно во близина на православните гробишта. На пресконференцијата се обрати председателот на Беса и кандидат за градоначалник на општина Тетово Билјалка Сами. Почитувани граѓани, Тетово најубавиот град и со услови да биде еден од почистите градови во Република Северна Македонија, денеска ги бележи најлошите бројки. Под раководство на сегашната структура, нашиот град успеа да влезе во топ листата на најзагадените градови во светот по загаденоста на воздухот, на топ листата на највалканите градови и на топ листата на градови со висок степен на загаденост на вода. Како ќе ги решиме еколошките проблеми? Промовирање на производство на енергија од обновливи извори, јавно-приватно партнерство за изградба на фабрика за рециклирање на отпад во соработка со владата и општините од Полошкиот регион, што ќе овозможи целосно отстранување на дивите депонии, зачување на здравјето и отварање на нови работни места. Детален план според ЕУ стандардите за корпи и контейнери за отпад низ општина Тетово, поставување на сензори за сигнализација на полнење на контейнерите за отпад, што ќе ги намали трошоците за собирање на отпад. Среднорочен план за проширување на зелените површини, финансиски санкции и законски одговорност за сите оние кои ја загадуваат животната средина и неконтролирано фрлат отпад. Годишно финансирање на невладините организации ангажирани во секторот за животна средина, како и искористување на европските фондови за климатски промени. Алијанса за албанците го повика своето членство и симпатизери во вториот круг од локалните избори да дадат поддршка на кандидатите на Беса во општините каде што тие се борат против ДУИ, Тетово и Желино. Веднаш по објавувањето на резултатите, ние како Алијанса за албанците го искажавме нашиот став дека треба да се поддржат сите кандидати на албанската опозиција што се борат против ДУИ. Го поздравуваме повикот на Беса за поддршка на кандидатите на коалицијата Алијанса за албанците и алтернатива и повторуваме дека нашиот став е конзистентен
И ги повикуваме нашите членови и симпатизери и сите други гласачи да ги поддржуваат кандидатите на движењето Беса, кај што тие се надпреваруваат против ДУИ, а тоа се две општини, општина Желино и општина Тетово. Воедно продолжуваме да тврдиме дека ДУИ треба да падне по секоја цена. Се надевам дека движењето Беса навистина има за цел да се одвои од злото, но подсетуваме дека тоа се прави само доколку ДУИ биде целосно отстранета од власта и ако создадеме ново парламентарно мнозинство. Дваесетгодишен тетовец се обидел со возило да прегази полициски службеници откако претходно агресивно се однесувал кон нив. Неколку физички напади регистрирани во билтенот на СВР Тетова. Тетовец на возраст од 20 години вчера вечер одбил да се легитимира и се однесувал агресивно кон полициските службеници на улица Борис Кидрич во Тетово, каде бил паркиран со неговото патничко моторно возило Volkswagen Passat со тетовски регистарски ознаки. Во еден момент тој го стартувал возилото и се обидел да ги прегази полициските службеници. Тој бил приведен и се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера приведен е и 54 од гостиварски Балиндол, кој го нарушил јавниот ред и мир, недолично се однесувал и одбил да се легитимира. Се расчистува и овој случај. Вчера околу 14 часот и 30 минути на улица Маршал Тито во близина на Зелениот пазар во Тетово, полицијата лишила од слобода две лица од Тетовска Мала Речица на возраст од 34 и 54 години, а час и половина подоцна и 40 годишник и 37 годишник од Тетовски Порој, кои претходно меѓусебно физички се пресметувале. Двете лица од Мала Речица се задржани во полициската станица Тетово, а од еден од нив бил одземен и нож. Се расчистува и документира случајот, пошто против инволвираните ќе следуваат соодветни поднесоци. Во СВР Тетово вчера било пријавено дека на улица Боге Велјановски во Гостивар малолетник од Гостивар физички бил нападнат од 3 лица. Според пријавеното во нападот, едното од нив користело и метален предмет, а потоа му го одзеле мобилниот телефон и парични средства. Се расчистува и документира случајот. Вчера вечер во 23 часот и 15 минути, 40 годишник од Гостиварско Форино во СВР Тетово пријавил дека претходно пред угостителски објект во селото физички бил нападнат од 39 годишник од соседно Чегране и од уште две други лица. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. На подрачјето на СВР Тетово вчера во периодот од 10 до 16 часот спроведена е акцијска контрола за санкционирање на прекршоци кои ги прават возачите на мотоцикли во сообраќајот. При тоа биле констатирани 27 прекршоци, 12 во Тетовско, 15 во Гостиварско, најмногу некористење заштитна кацига 5 и непоседување возачка дозвола 4, како и 14 други видови прекршоци. Екипата на Универзитет Тетово загуби со 3:0 од Струмица на последниот надпревар од второто коло на првата машка одбојкарска лига на Македонија. Второто коло од првата машка одбојкарска лига на Македонија беше затворено доста синоќа со дерби дуелот помеѓу Струмица и Универзитет Тетово, кој им припада на домашните со максимални 3:0. Одбојкарите на Струмица беа подобар противник во текот на целиот надпревар и ја имаа контролата над резултатот. Првиот сет беше и најубедлив, бидејќи домашните го освоија со плюс 8, односно 25:17. Струмица го освои вториот сет со 25:20, додека третиот со 25:18. Најдобар поентер на теренот беше одбојкарот на Универзитет Тетово Јовица Симовски со 19 поени. Во редовите на Струмица најмногу поени освои рускиот интернационалец Злобин, вкупно 18. На табелата во водство се екипите на Шкендија, Јанта Воле и Борец со по 6 бодови. Струмица Универзитет Тетово, Штип и Лирија се наделба од 4-то до 7-то место со по 3 поени. Третото коло на програмата е веќе утре, а двојките се следниве: Шкендија Штип, Јанта Воле и Лирија, Вардар Струмица, Борец Дибра Волеј и Веста Проби Штип Македонија Джио. Слободна е екипата на Универзитет Тетово.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!